Добар ден. Следуваат минути за урбаните вести. Втората авионска дезинсекција против возрастни форми од комарци за годинава ќе се одвива во петок и во сабота во раните утрински часови. Град Скопје информира дека доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекција, таа ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Се известуваат пчеларите за навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Во продолжение следуваат денешните наслови. Свечена литургија по повод празникот Петровден во Ѓорче Петров. Нов мебел за детската градинка Росица. Проект за унапредување на алтернативните услуги за згрижување деца. Акција за бесплатен превентивен технички преглед. По повод празникот на светите апостоли Петар и Павле, Петровден, традиционално во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров, се одржа свечена архиерейска литургија, со која чиноначалствуваше архиепископот Охридско-македонски господин Стефан и свештеници од Матичниот храм и Скопската епархија. Свечена архиерейска литургија изутринава се одржа во храмот Свети Петар и Павле во општина Ѓорче Петров по повод празникот на светите апостоли Петар и Павле Петровден. Со литургијата чиноначелствува неговото блаженство архиепископот Охридско-македонски господин Стефан и свештеници од Матичниот храм и Скопската епархија. На свечената литургија, како што информираат од општина Ѓорче Петров, присуствуваа голем број верници од општината и од сите краеви на градот Скопје, како и градоначалникот на општината Сокол Митровски, членови на општинскиот совет и голем број представници на стопанските субјекти од општината и пошироко. Светите апостоли Петар и Павле се од огромно значење за христијанството како основоположници на Светата црква и на 12 јули Македонската православна црква го прославува споменот во нивна чест. Од сега се нуди можност за чување на деца во домовите на негователите. За ова подетално малку подоцна во вестите. Објектите Росица и Калинка во состав на детската градинка Росица добија нов мебел според желбите и потребите на дечињата. Во објектот Калинка комплетно е реновиран приемниот простор со поставување на ламинат и нови детски гардероби, а во објектот Детелинка по извршената монтажа на новиот мебел ќе биде поставен и ламинат во двете крила на објектот. Детската градинка Росица од општина Ѓорче Петров во текот на летниот период обезбеди нов мебел за дечињата од објектите Калинка и Детелинка. Градинката го комплетираше изгледот во овие два објекта со нови детски гардероби, дидактички плакари, шкафчиња за сместување на детски кревети, дизајнирани според желбите и потребите на корисниците. Во објектот Калинка комплетно е реновиран приемниот простор со поставување на ламинат и нови детски гардероби, а во објектот Детелинка по извршената монтажа на новиот мебел ќе биде поставен и ламинат во двете крила на објектот. Исто така ќе бидат поставени и новите писони во делот и на просторот за одржување на приредби кај бината и салата. Дел од објектот каде мебелот беше стар го заменивме со нов мебел. Со преземените интервенции во градинките, престојот на дечињата во нашата градинка е пофункционален. Овој проект е значаен за нас, а неговата целокупна реализација ја обезбедивме од сопствениот буџет и со поддршка од општина Ѓорче Петров, која секогаш обрнува посебно внимание кога се работи за најмладата популација во општината, изјави директорката Ана Серафимовска. Предвидено е општинските комунални служби да реализираат и хортикултурно уредување на дворовите и да бидат заменети оштетените делови од детските игралишта. Со цел да се зголеми процентот на вработени пред се мајки и жени, како и да се зголеми учеството на родители на мали деца на пазарот на трудот, Министерството за труд и социјална политика и Европската унија спроведува проект за обуки за згрижувачи на деца во рамки на кои 22 жени добија сертификат за згрижување на деца во сопствените домови.
Подобрување на вработливоста и зголемување на учеството на родителите со мали деца на пазарот на труд преку напредување на алтернативните услуги за згрижување деца, како лиценцирано домашно згрижување на деца и згрижување во рамки на компаниите. Тоа се заклучоците од ЕУ проектот Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца, имплементиран од конзорциум предводен од ВИК во вредност од 1,2 милиони евра. Главен корисник на проектот е Министерството за труд и социјална политика. Советникот во кабинетот на министерот за труд и социјална политика Душан Томшиќ рече дека во рамки на проектот се спроведени 4 национални истражувања, со кои се опфатени 2400 родители, 200 потенцијални згрижувачи на деца, 75 локални самоуправи и над 100 компании со повеќе од 50 вработени. Исто така најави дека со ревидирање на активниот план и со законот за социјално предприемништво, граѓанскиот сектор ќе има можност да аплицира за стартап грантови и да користи средства кои се нудат преку активните мерки и да учествуваат во развој на услугите, кои не се однесуваат само на згрижување деца, туку и на стари лица. Анализирајќи ги и финалните извештаи и сето она што е направено, можам да кажам дека проектот има постигнато солидни резултати, односно дека направени се 4 главни национални истражувања со доста импозантни бројки, значи анализирани се 2400 родители, 200 потенцијални даватели на услуги за згрижување на деца, 75 локални самоуправи, што е малтене сите општини во Република Македонија, 100 компании со повеќе од 50 вработени кои што видина би можеле да понудат сервиси за згрижување на деца. Она што е многу битно е дека од овој проект искочени се како и два нови типа на услуги, тоа се услугите кои што би требало да ги даваат компаниите со 8 видови на услуги предложени од страна на проектот и понатаму вториот тип кој што исто е така многу битен според мене, тоа е алтернативната форма на згрижување или оние нетипични јавни услуги за згрижување на деца, кои што во исто време може да понудат вработување за самите родители, но и истовремено да обезбедат згрижување на децата во неформални услови. Она што е друго интересно, кое што може да биде потик за отварање на алтернативни форми за згрижување на деца во иднина, секако со ревидирањето на оперативниот план со активните мерки за вработување. Раководителот на секторот за соработка при делегацијата на Европската унија Никола Бертолини посочи дека ова не е лесна област и предизвикот е за мајките да добијат можност да работат, но и децата да имаат можност за соодветен развој од рана возраст. Грижата за децата е битна поради две причини. Едната е поради децата, а второто е поради мајката. Вообичаено има случаи каде што татковците се единствените. Може би мајката работи, таткото не работи, меѓутоа во поголемиот број на случаи тоа се однесува на жените да добијат можност да работат, што е многу важно. И другата причина е за самото дете да биде во можност да се развива уште од многу рана возраст. Квалитетот на овие услуги е крајно битна и навистина сме горди што дадовме придонес во овој проект. Во рамки на проектот се обучени и поддржани да се самовработат како домашни згрижувачи на деца вкупно 22 невработени жени, додека 12 компании со над 50 вработени се поддржани да воспостават услуги за згрижување деца во рамки на компаниите. За идните згрижувачи, ова е одлична можност да им овозможат соодветна грижа на децата за време на работните часови на нивните родители, а во стартот на овој проект згрижувачите ќе добијат парична помош од Министерството за труд и социјална политика со цел опремување на простории. Денеска добивте сертификат за згрижувач во домашни услови. Кажете ни како се одвиваше обуката, кои се вашите впечатоци за почеток? Обуката се одвиваше процедурално. Ние бевме водени од експерти кои што секојдневно ни ги даваа, ни ги пренесуваа нивните знаења за подоцна ние да може да ги спроведуваме. Моите очекувања после овој тренинг и после добивањето на овој сертификат нормално се да ги покажам добиените истекнатите знаења во текот на процедурата. Кажете ми, имате ли никакви планови каде ќе ги употребите вашите знаења? Имате ли планови за собствен бизнес, можеби кој што вклучува едукација и згрижување на деца? Да, имаме сега план, па од наесен се надуваме дека ќе стартуваме со
добијаниот сертификат. Па пред се најпрвин треба да се има простор, односно одделна просторија во сопствениот дом, со тоа што имаме поддршка од самава организација од што ни ги доделија сертификативе, со тоа што ќе ни помогнат во материјалните средства, односно они ќе ни го уредат просторот со одредени материјали, односно од кога ќе ни го средат они просторот и кога ќе добиеме решение од Министерството за труд и социјала, тогаш веќе ќе можеме да почнеме да згрижуваме деца во сопствениот дом. Колку дечиња најмногу можете да згрижите и на која годишна возраст? Па најмногу можеме ние, пошто сме како физички лица, најмногу можеме да згрижиме до 5 дечиња, со тоа што може и понатака како се развиеме да добиеме и потврда, односно решение за поголема група на деца, меѓутоа за сега зашто сме само како единки и како физички лица, односно како сама јас самостојно можам да згрижувам најмногу до 5 дечиња. Немавме некои посебни услови, значи секој оној кој што беше заинтересиран за да може понатаму да си отвори сопствен бизнис за згрижување на деца, значи можеше да учества во овој тренинг. Реконструкција на улици и тротоари, хортикултурно разубавување на населбата 11 октомври, како и изведување атмосферска канализација, се дел од активностите кои ги реализираше општина Киселавода. Општина Киселавода реализираше повеќе проекти во населбата 11 октомври кои опфатија тротоари, улици, хортикултурно уредување и изведување атмосферска канализација. Од општината информираат дека се преземени мерки за поплочување со павер елементи на тротоарите од двете страни на улицата Трајко Иванов, каде е извршено и хортикултурно уредување. Вредноста на проектот изнесува 307.758 денари. На плоштадот помеѓу оваа улица и булеварот Борис Трајковски е изведена стилизација на локомотива со вагончиња, а во соработка со град Скопје овој дел беше и хортикултурно уреден, за што беа инвестирани 436.600 денари. На улицата Спиро Гулапчев пак за решавање на проблемот со прифаќање на атмосферските води од овој дел од градот е изведен крак од атмосферска канализација во должина од 304 метри, за што се инвестирани 3.621.892 денари од буџетот на општината. Улицата е целосно реконструирана, поставена е нова асфалтна маса, а се обновија и тротоарите од двете страни на улицата, на кои се поставија бекатон плочки на површина од вкупно 660 квадратни метри. Средствата потрошени за реализација на овој проект беа во висина од 2.756.051 динар. По барање на граѓаните на општина Центар во тек е акција за чистење на гаражите кај градски зид. Покрај чистење гаражите се варосуваат, се поставува осветлување, а ќе се постават и безбедносни врати. Општина Центар денеска соопшти дека се чисти од отпад и се поставува ново осветлување во гаражниот простор под блокот Малага во градски зид. Ваквата акција се спроведува по барање на граѓаните кои се пожалиле кај градоначалникот на општината. Се вади отпадот, се глетуваат и варосуваат ходниците, се поставува ново осветлување, а за безбедност на просторот и на граѓаните, општина Центар ќе стави безбедносни врати, се наведува во соопштението. Општината апелира граѓаните да го фрлаат сметот и шутот на точно определени локации, а доколку се јави поголем проблем да пријават до надлежните служби во општината. Пред 2 години комплетно беше исчистен овој дел, но тој повторно беше наполнет со смет, дополнуваат од општина Центар. Со цел безбедно пристигнување на саканата дестинација се нуди можност за бесплатен технички преглед. Деталите малку подоцна во вестите. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги предупредува младите возачи за опасностите со кои може да се соочат, доколку не ги почитуваат сообраќајните правила. Оваа категорија возачи е најизложена на ризик, како резултат на возење под дејство на алкохол и во друштво.
Возење со друштво и под одвлечено внимание, непотребно преземање ризик и нестрпливоста, како и брзото и под дејство на алкохол возење се најчестите грешки и предизвици за младите возачи, информира денеска Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Неискусниот млад возач не е во состојба брзо и ефикасно да препознае опасни ситуации во сообраќајот. Затоа, како што информираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, е особено важно младите возачи да бидат смирени, да ја намалат брзината и максимално да ги почитуваат правилата за ограничување на брзината. Според РСБСП, статистиката покажува дека младите возачи почесто страдаат во сообраќајни незгоди предизвикани од возење под одвлечено внимание, што значи дека младите повеќе користат мобилен телефон, пишуваат пораки, конзумираат храна, го подесуваат радиото, ја следат непосредната околина, прават козметичко средување, односно извршуваат голем број паралелни активности за време на возењето. Дополнително, младите возачи спаѓаат во групата возачи кои најмалку користат безбедносен појас. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата исто така предупредува дека младите возачи треба да внимаваат при управување со погрешен автомобил, бидејќи моќен автомобил со високи перформанси значи и поголем ризик да се подлегне на притисокот од околината, значи ризик за брзо и неодговорно учество во сообраќајот. Исто така значи ризик да се загуби контролата на автомобилот и контролата на самиот себе, а со тоа и да се загрози сопствениот живот или животот на некој друг. Со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот во летните месеци, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Мото Америт организираат бесплатен технички преглед на возила. Акција за бесплатен превентивен технички преглед во текот на месец јули и август со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот во летните месеци реализираат Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Мото Америт. Бесплатниот превентивен технички преглед, како што информираат, може да се направи во новата станица за технички преглед Мото Америт на улица 1506 во скопската населба Мумин Поток од 10 јули до 10 август годинава. Според Иван Илиевски од Мото Америт, акцијата има за цел поголема безбедност на патиштата, но исто така и да поттикне една добра навика кај возачите за вршење на незадолжителни технички прегледи на возилата. Акцијата е дел од соработката меѓу Мото Америт и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за унапредување и зголемување на безбедноста на патиштата. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден во делови од Киселавода, Центар и Ѓорче Петров ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Корисниците на дел од улицата Милан Мијалковиќ во општина Киселавода и тоа објектите со број 51, 53, 55 и 55А утре од 8:30 до 11 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 11 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Алекса Демниевски, под улица 27 во општина Ѓорче Петров. Од 12:30 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата 1 во Ракотинци, лоцирани околу школото, а од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од булеварот Илинден, на потегот од владата до крстосницата кај фонтаната, како и делови од улиците Пандил Шишков, Аминта Трети, Благоја Страчков, Кукушка и Христо Бајк во општина Центар. Во периодот од 9 до 12 часот и 30 минути без напојување со електрична енергија ќе бидат и корисниците од улицата Христо Татарчев, под улица број 24 во општина Киселавода. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето закажани технички зафати во дистрибутивниот систем од страна на екипите на ЕВН Македонија. Утре во текот на денот ќе дува умерен до застилен ветер од северозападен правец кој ќе услови опаѓање на дневната температура. Најпрво во северните делови каде ќе има и услови за изолирана нестабилност со краткотраен пороен дожд проследен со грмежи. Во петок во текот на ноќта и во сабота времето ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и застилен ветер, особено во источните и јужните делови. Трендот на намалување на температурата ќе продолжи и натаму, така што во недела се очекува да упадне за 8 до 10 степени.
Пред да се одјавиме, уште една информација. Без вода утре од 6:30 часот ќе останат корисниците од улицата Цветан Димов, а со намален притисок ќе бидат улицата Серава и Гинекологија Чаир во општина Чаир. Со прекинато водоснабдување од 5 часот и 30 минути ќе останат и корисниците од улицата Коста Новаќовик, зградите 1, 5, 9, 18, 20 и 22, улицата Вангел Тодоровски, зградите 4 и 6, улицата Владимир Комаров, 23 октомври, зградите 36, 38 и 40, како и касарната во општина Аеродром. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.